Вечер гледате Отворено студио. Јас сум Боријан Јовановски и ова е последниот блок од Отвореното студио. Гостин е директорот на финансиската полиција Мореми Арафа. Добро дојдовте. Добро ден. Премиерот Заев, кога беше во опозиција, во едно интервју со мене имав често да го изјави, рече дека ќе постави сад бројчаник на Триумфалната капија кој ќе ги брои парите кои ќе бидат нелегално стекнатите пари и кои ќе се враќаат во државата. Дали сте вие човекот кој треба да го обезбеди успехот на тоа негово ведување? Точно е дека најавил премиерот дека ќе се ангажира да бидат вратени сите тие нелегално стегнати парични средства. Управата за финансиска полиција е една од талките кои што се ангажира да се утврдат тие нелегално стегнати парични средства, односно пари кои што доаѓаат од некој вид корупција. Во делот на како Управата за финансиска полиција како дел од правосудната полиција е првата алка која што ја води предистражната постапка за утврдување, односно водење интегрирани финансиски истраги, кои што понатаму јавниот обвинител има улога таа финансиска истрага после да ја води и да се отвори истражна постапка. Но вие сте тие кои треба да лоцирате каде се парите. Така е. Значи ние имаме можност и го правиме тоа. Значи, водиме финансиски истраги, која што може да докаже колку пари од и да одделството да му дадете, и се сервира, целиот случај се сервира, каде што освен кривичната одговорност на сите тие инволвирани луѓе, се докажува и колку пари, односно за колку пари е оштетен буџетот или државата генерално. Дека многу пари се нелегално стекнати, тоа веќе е вака една јавно позната работа за сите многу добро. Конечно и сите процеси кои се отворени укажуваат на тоа дека станува збор за големи трансакции. Каде се поголемиот дел од парите во Македонија или надвор? Не можеме со точно да кажуваме кај се парите. Затоа што кога се води финансиска истрага, тоа е долг процес, реално. И бара време. Секогаш се барат, например, сите најголеми прелевања на паричните средства, најголеми повлекување на паричните средства. Јас неколку пати сум го кажал дека ние како финансиска полиција треба да бидеме чуварот на буџетот, а не на платата. Значи ние треба да го следиме трошењето на паричните средства од буџетот на Република Македонија. Тоа ни треба да не биде главна улога. И тоа сега го правиме. Следиме секоја јавна набавка која што се прави, односно се дава од страна на надлежните органи, значи секој министерството. Тоа го правиме, наблюдуваме и ретроактивно ги проверуваме и другите јавни набавки кои што порано се завршени. И од тука можеме да констатираме дека некои тендери, да ги кажеме така, секогаш наоѓаме и одредени компании кои што излегуваат како подизvedувачи и врз база на тие подизvedувачи, јас секогаш го кажувам зборот фиктивни фирми, затоа што преку нив после ги излекуваат одреден дел од паричните средства кои што се наплатуваат од државата. Зошто тоа се прави? Според мене, тоа е моје лично убедување, дека тие парични средства можно е да бидат и дел од договорена провизија со органот кој што го дава, односно објавува јавна набавка. И следејќи ги сега овие јавни набавки во мисија за заштита на буџетот, така ли дојавте до некој од актуелните министри во владата? Не сегогаш, значи треба да биде јавна набавка па да дојдеме до одредени неправилности. Можеби и се користи и нивната моќ како министер за да се искористи, односно да се дојде до одредена мисија нивна. Ние, значи тоа го кажа, ние наблюдуваме секогаш и таа ни е задача согласно закон на финансиска полиција и согласно закон за кривична постапка. И тоа го правиме, значи реагираме и превентивно, но додека нема штета,
нема ни дело. Затоа, кога многу пати, значи многу често ме имат прашано зошто секогаш нели гоните, односно од претhodната власт. Затоа што тогаш значи имало многу искористени парични средства од буџетот. Значи многу тендери, многу јавни набавки. Дали тие правилно се искористени? Ќе покажуваат многу истраги кои што се водат. Кога ќе откриете за кој министер станува збор? Треба да имаме предвид дека има презумпција на невиност. Се разбира, да. Кога Секогаш ќе кога биде се води, случајот познат на јавноста? секогаш кога се водат истраги во предистражна постапка, треба да бидат тајност. Се додека не заврши истрагата и да утврди дали има дали имат кривична одговорност или нема, тоа треба да остане така. Кога ќе заврши, тогаш ќе излеземе и ќе кажуваме дали ќе се проследи, односно до јавен обвинител, соодветен акт, или па може и да се затвори. Зошто се излезе веста дека има истрага против актуелен министер, за да се прати порака до јавноста дека и не е само против минатата поранешната власт, туку и против оваа дека се водат постапки? Управата за финансиска полиција тоа го кажувам, значи го води и го следи трошењето на буџетот. Значи тоа го прави доколку има постапува. И секогаш треба така да бидат. Значи овие органи, кои што се органи на прогон, треба да ги штитат интересите на државата, не на личност. Неодамна вие лоциравте сметка во Монако, на која беа блокирани 11 милиона евра. Не, тоа беше значи по доставување на информација на банка, тоа го прави управата за финансиска разузнавање, кое што понатаму се известува и јавен обвинител, кој нели дава препорака понатаму како да се води истрага. На која основа беа блокирани овие пари? Тие мислам дека беа како сомнителна трансакција, која што понатаму му следи финансиска истрага. Нема повеќе информации зошто е сомнителна трансакција. Се додека не заврши нели таа финансиска истрага, која што ние сме надлежни да го правиме, чекаме да достави и јавен обвинител наредба за да се почне таа финансиска истрага, за да утврдиме зошто е сомнителна и од каде и зошто завршиле парите во Монако. Долго време зашто Монако? Истрагата ќе покаже. Да. Долго време во најава се известна странска инвестиција која направила перење на пари во Македонија и тоа во сума од 200 милиони евра. Докаде сте со оваа истрага и кога исто така ќе дознаеме која е таа компанија? Ние поголемиот дел од истрагата е завршено. Значи се очекува уште еден документ кој што го бараме преку меѓународна правна помош за да се докомплетира случајот и нели да имаме перење пари. Без тој документ не можеме да таму сомневате за фалсификување на документи. Значи таму докажани се. Мислам сега за сега со фалсификувани кај нас со јавен обвинител, значи целата постапка е завршена. Секогаш во секое време бил ангажиран јавен обвинител, нели за организиран криминал и корупција. И делот на злоупотребата, делот на фалсификување и унишување нели деловна документација, на измама, тие сите се докажани. Меѓутоа, ни останува уште последна алка која што е перењето пари. За да се докаже тоа, чекаме тој документ што треба да стигне. Како биле испрани тие 200 милиони во Македонија? Ние утврдивме, нели, преку полициски канали дека за тие парични средства кои што се инвестирани во Македонија, од таа држава од каде што стигат тие парите, веќе таму се води некоја истрага за измама. За таа фирма, да. Насочена кон фирмата. За измама, да. За да нели тие полициски информации да бидат официјални, треба да се добие преку меѓународна правна помош, тој официјален документ за да го докомплетираме случајот и да се проследи нели до јавен обвинител. Како очекуваме? Да. Предпоставам информацијата сте ја добиле од друга земја. И така е постапено. Преку полициски канали, да. Не ми одговорите како се испрани тие пари во Македонија? Кој е начинот? Не би сакал многу нели детали да кажувам затоа што уште не е завршен случај. Фирма која инвестирала во Македонија 200 милиони.
битно е дека го очекуваме тој документ за да се заврши случај како што треба. Многу се зборува околу Скопје 2014. Со години се зборува за прескапо платени споменици, така натаму во Италија, во Србија. Дали имате напредок во истрагата околу проектот Скопје 2014 и некакви созданија, колку пари се испумпани на основа на тој проект? Ние завршивме сега, не се уште објавени уште два случаи, нели, кои што ги завршивме. Тоа е изградбата на водовод и канализација, објектот, и објектот на филхармонија. Да, тие се веќе завршени. Очекуваме, значи, и јавен обвинител да кажува, значи, за да се достави, бидејќи тоа во координација со јавен обвинител го работевме, и ќе се поднеса соодветни пријави до надлежен јавен обвинител, односно надлежно јавно обвинителство. Понатаму, како ќе биде, нели, таа истрага, треба во обвинителство да се постави прашањето. Меѓутоа, ние, интересно е еден податок што ќе го кажам дека многу парични средства. Значи, прашање е тој изведувачот, нели, како дојде до стечај. Кога ќе се изанализира целиот случај, ќе видите дека многу парични средства се извлечени во готово, без да се реализира некоја работа за изведувачот. Зборам за Алпине Бау. Нели, бидејќи тој беше главен изведувач на сите градежни работи, и излегуваат многу некои компании, некои фирми како подизведувачи дека наводно завршиле некоја работа за Алпине. Да. А у суштина, значи, позадина нема ништо од тоа, само да се извлечат парите. И мислам дека тоа е еден знак дека Алпине Бау во Македонија од неиздржување, нели, само излекување на парите, мислам дека отиде, нели, не може да ја заврши целата работа. Тие пари се тие подизбедувачи се во Македонија или надвор од Македонија? Големиот дел се извлечени тука, да. Во Македонија. А што е со Меѓутоа, ние не можеме да докажеме, тоа ни фали, нели, имаме проблем за докажување кај завршиле тие пари. Затоа што секој од овие компании кои што се основени за една намена, нели, еднократна употреба да се извлечат парите, после понатаму не кажуваат кај ги дале тие пари, нели, што ги извлекле во готов од банка. Дали се на сметка на поединец, на дали на кого, значи за кои биле наменети, никој не сака да сведочи. Колку е тешко или дали е воопшто можно да се пронајдат средства во оние даночни раеви, Белизе и не знам какви други екзотични острови каде што тие банкарски тајни се строги. Како функционира соработката? Реално ние имаме проблем и со некои држави кои што се во слоп на Европската унија, камоли за да збориме за некои даночни раеви, нели, офшор земји кои што се Панама, нели, Белизе, Далавер. Тие се, значи, да не го, тоа секогаш викам јас, не треба да се губи време, затоа што тие даночни држави, раеви, што се вика, даночни раеви, се користени само да се искористено само документот. Дека од таму е инвеститор. Реално, многу пари доаѓаат од друга земја од Европска унија. Што исто така мислам ги заштитува интересите на клиентите и не дава податоци. Зборувате за земји од Европска унија? За Кипар, конкретно. Да, например. Да. И соработката таму? Значи, сега за сега немаме некоја голема соработка со нив, а гледаме дека многу парични средства доаѓаат од таму. Како подружница на фирмата, например, од Панама, која што е инвеститор во Македонија. Дали случајот Империја отвара некои нови патишта кон целта која треба да ја постигнете? Империја, значи, е случај на СЈО, они го водат тој случај, и мислам дека имаат многу спремен кадар, кој што верувам дека нема да заврши со тоа и ќе има понатамошна истрага, нели,
каде може да се стигне за да се достигне целта, односно кај завршиле паричните средства. Како оди соработката со вашите колеги, институциите, финансиска полиција, например во Италија, каде што има многу спекулации околу тоа де колку пари останале или не останале во Италија при плаќањето на оние споменици за суми кои беа астрономски и така. Ние како управа за финанска полиција имаме добра соработка со Гварда де Финанса, соработуваме, значи споделуваме информации, ни даваат информации, им даваме информации. Не знам во делот за кој дел зборувате, меѓутоа секогаш имаме соработка колку што имаме потреба. Зборувам за делот за плаќање на спомениците во леарницата во Фиренца, например, за кои знаеме дека се преплатени. Тоа го утврдивме по сите основи како новинари дека тоа е прескапо платено и очигледно е злоупотребени се пари од буџетот за тоа. Прашањето вие единствените веројатно кои имате некакви ингеренции да дознаете каде завршиле. Така, меѓутоа, нели тие се надлежност на СЈО и оние имаат исто така дадени се истражители од финанска полиција кај нив да работат и не знам на кој начин оние ги обезбедуваат доказите, верувам дека и оние имаат добра соработка со колегите таму во Италија. А ние во нашиот дел, сегогаш кога сме барале податоци од Гварда де Финанса има дадено. Дали е точно дека поранешни функционери имаат инвестиции во Италија веќе? Сегогаш, значи, постои можност да имат. Меѓутоа, ние како финанска полиција уште не сме стигнале до тие податоци. Затоа што делот, нели, кој што ние водиме истраги, се сите со добиени наредби од јавен обвинител и тие се за одредени некои имотна состојба и трансакцијски сметки во Република Македонија. И тоа ние им го сервираме, ги го обезбедуваме, вршиме финансиска истрага и нели со посебен извештај понатаму му се дава на јавниот обвинител. Дали е точна една спекулација која деновиве многу ја слушаме дека во некои наши банки, и тоа поголеми, постои прилично голема нервоза која произлегува од истрагите кои вие ги вршите? Јас можам да тврдам дека скоро една година водиме таква истрага некоја, кое што на вистина... Против една банка, повеќе банки? Не, повеќе банки се. Не кажува поголеми, помали? Не можам да кажувам, значи кој, мислам, кај нив што се оди, тие знаат, значи кои банки се, односно тие знаат кои се нели како таргет на проверки и мислам дека не сме завршени со проверките, меѓутоа работат интензивно колегиве. А што барате кај нив? Што барате кај нив? Таму поише ние сме се фокусирани значи начинот како се дадени одредени кредити. Значи за која цел, дали наменски или ненаменски, дали требале или не требало да се дадат тие кредити, што дали требало да обезбедуваат ипотеки, нели, за тие дадени кредити и зошто не се обезбедени такви, нели, законски обврска на секоја банка. Што е направено? Почастени се известни клиенти? Не можам да кажам, меѓутоа, значи во тој дел го дадени без покритие, не знам. Истрагата ќе покаже на крај кога ќе заврши. Зборувам за формата, станува збор за перење пари, за кој тип на кривично дело. Во овој дел, значи во овој дел кога се води финансиска истрага за делот на некои финансиски институции, нели, како што се банките, квалификација на делото на крај ќе го даде јавниот обвинител. За кој дел е доколку нели има докази, за кој дело ќе одговара некој. Во едно интервју на колегите од 21 велите дека банки давале кредити на приватни компании кои потоа со истите пари купувале акции во истата банка. Значи, делот кај што оние си ги земале кредитите, кои според нели исказот на тие што пријавиле, кажуваат дека паричните средства кои што ги земеле од банките не биле за нив, него сосема за некои одредени нели личности кои што работат во банките, за тие да ги искористат понатаму акционери во истата банка. Не во банката, него на некои други акционерски друштва кои што нели луѓето кои што работат во банката да ги купуваат
удели да купуваат, акции да купуваат и значи ние сме длабоко влезени во тој дел. Да. Што станува со ние во телефонските во бомбите? Слушнавме во еден разговор дека се чека известна трансакција финансиска во банка во Унгарија. Како ви оди соработката со Унгарија со оглед на тоа дека Орбан очигледно вака многу јавно зазема страна и политичка поддршка дава на една структура на некои луѓе кои по многу индиции се таргет на вашите истраги? Така. Ние во предистражната постапка, кога немаме некоја директна соработка со одредена земја, нели од Европска унија, ги користиме другите ресурси кои што преку Интерпол, преку Европол ги бараме тие податоци кои што нели колегите од тие институции ни помагаат да ни ги достават. Прашање е колку успева во тоа? Значи не многу, меѓутоа никогаш не се предаваме. Сегогаш идеме на крај и ги бараме сите можни опции за да стигнеме до тие информации. Дали ќе бидат тие од полициски канал, дали преку меѓународна правна помош или други канали, нели? Користиме максимум ресурсите за да стигнеме, бидејќи знаеме која е позадината и сакаме да стигнеме до доказите. Тоа е целта на функционирање на финанска полиција. Да не се предаваме и да одиме до крај. Дали ќе успееме? Не ќе оставиме во време. Имате ли соработка со унгарските служби или не? Не, немаме се. Воопшто. Нема. Што е уште една Меѓутоа имаме порака. со Европол и Интерпол. Унгарците се соработуваат со Европол, иако се со оглед на нивната доста како ја нарекол критична позиција во рамките на како земја членка во Европска и како непослушен ученик внатре во Европската унија. Тоа не знам. Да. Искрено не знам, бидејќи немаме пристап до тие институции, нели? Меѓутоа имаме договор за соработка и секогаш кога бараме ни доставуваат. Сега конкретно за Унгарија уште не сме побарале, ќе видиме кога ќе побараме, доколку има потреба, ќе видиме дали ќе одговара. Не сте имале никаков контакт и допрва ќе Сега, барале или сте барале? Не сме барале. Да. За Унгарија не сме барале, а дека и комуникација немаме директно. Дали постојат трансакции од Унгарија во Македонија? Директно не, индиректно да. Добро, колку пари до сега вративте? Со кој може Заев да се пофали да ги стави на бројчаникот на триумфална капа? Тоа треба да се објасни, бидејќи финанска полиција нема законска обврска да ги земе парите. Да ги земе парите. Вие ги наоѓате кај Ние се. само ги утврдуваме, нели? Да. Така? Добро. Да, и утврдуваме штета или корист, која што понатаму со одреден соодветен акт му се доставува на јавен обвинител, кој што тој има право, нели согласно закон за кривична постапка, да се спогоди, доколку има опција, можност. Добро, да го коригираме. Колку пари лоциравте, каде се, кој обвинителството успеа да ги врати назад? Своеволно, не, има значи и опција своеволно, нели, да признаме дека е направена одредена, нели, грешка. Оние така викат грешка, ние викаме одговорност, нели? И такви има 400 милиона, ако не се лажам, кои се 400.000 кои од Хрватска беа уплатени во Македонија. Да, некако успеавме да вратиме од прилика 400 и нешто 420.000 така Добро. нешто евра, Тоа или исто. одредено лице, да, и уште некои 70.000 евра исто така ги вративме, односно ги уплатија самите, бидејќи вида дека е грешка, нели направена, пропуст и ги врати. Меѓутоа тоа не значи дека нема да има кривична одговорност. Ајде ме прашам, како ви е планот за каква ви е проекцијата за вашите резултати во 2019? Еве, заокружуваме година, тоа е време сега да се Уште не сум завршен, да. Добро. Со годината уште не сум завршен. Ќе имаме ли до крајот на годината нешто ново? Да се Од надевам. овие што ги најавувате. Да се надевам дека јас сум оптимист секогаш и се нафатив на големи крупни случаи кои освен нели одредени што се тековни случаи за даночно затајување, за измама, нешто за фалсификат, се нафати со многу крупни случаи кои што верувам дека некој ќе го завршиме со јавен обвинител. Од 200 милиона тие добро или дошло на бројчаникот? И јас мислам дека да, тоа ќе биде во корист на државата, нели да се реши.
случајот. Меѓутоа се зависи дали ќе ни стигне документот. И Се од тоа зависи. не ми кажавте за проекцијата за 2019-та, што ви е планот, што очекувате, колку пари ќе лоцеве, да не викам вие да ги вратите бидејќи не е ваше обвинителството треба, но колку пари вие ќе лоцирате од надвор или внатре од Македонија нелегално стекнати и кои ќе можете на обвинителството да му ги понудите како предмет? Ние во управата за финансиска полиција имаме многу голем, како бројка статистички имаме многу случаи кои што да го споредиме со бројот на инспектори ќе биде дека како може да функционират. Немате доволно капацитети? Значи ние како управа за финансиска полиција, иако имаме добар закон, квалитетен кадар, меѓутоа не сме поише од 37 вработени. Со се администрација, со се функционери. А за да од тие, значи 37 милиарди кои се уоптек лево и десно. Од тие 37, значи 27 се инспектори, од кои 27 тројца се дадени на СОЈО, значи барате ли зголемување на буџетот на вашата институција со оглед на обемот на работа? Меѓу другото, Министерството за финансии и владата на тој начин доколку обезбедат повеќе буџет би по-конкретно би дале припратиле порака дека на вистина не само тоа, него ќе се намали и криминалитет. Значи тоа е најбитното, за да нема барате ли пари од Заев и Тевдовски? Согласно тој стратегијата и планот 369, значи посебен акцент е даден на управата за финансиска полиција и со препорака да се зајакнат капацитетите на управата за финансиска полиција. Значи тоа е приоритет и за владата, и за реформите во правосудството. Факт е дека имаме многу мал кадар, и јас секогаш инсистирам да се искористи моментот доколку секогаш дека имаме професионален кадар, меѓутоа многу дел од колегите се пред пензија. Да се искористи моментот да се вработат нови, свеж кадар кои што ќе научат многу од стариот кадар. Тоа е многу битно. И верувам дека 2019 година ќе биде година која што поплодна за бројчаникот. Да, и за бројчаникот, меѓутоа и за вработување. Муерем Јарафат, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Тоа беше разговорот со директорот на финансиската полиција и тука е крај на денешното издание на отвореното студио. Ве препуштам на Александар и вестите.